Португалската пејачка Тереза Салгуеро ќе биде главна музичка звезда на 8-то издание на фестивалот Музика од светот. Иако овој фестивал е најмлад во организација на Центарот за култура, досега има понудено богата програма со големи светски имиња, како Наташа Атлас, Ришар Галијано, Раби Абукалил, имиња со кои стекнува реноме и очекувањата на публиката од година во година се поголеми. Годинава на фестивалот Музика од светот ќе настапи Тереза Салгуеро, која слави 30 години лична музичка кариера. На 5 ноември настапува главната звезда на фестивалот, тоа е португалската дива Тереза Салгуеро, која што има навистина импозантна кариера. Имаме чест фестивалот на Музика од светот да биде на мапата на незината светска турнеја по повод 30 години од почнувањето на кариерата. Тереза е позната по членувањето како вокал на култната португалска група Мадредеуш, која што се вивна во светските звезди во 1994 година како дел и од екипата која што ја правеше музиката, но и актерската екипа на филмот на култниот Вим Вендерс Приказна за Лисабон. Салгуеро досега во својата соло кариера има издадено 6 студиски албуми, а 7-миот поред ќе биде промовиран токму на фестивалот Музика од светот. Она што е важно да се спомене покрај групата Мадредеуш, таа во својата кариера соработувала со еден навистина значаен современ светски композитор, тоа е Збигнев Прајснер, познат по музиката од филмовите на Кишловски. Исто така соработувала и со Хоза Карерас, со Гаетано Велосо и буквално настапувала низ целиот свет. Покрај концертот на Тереза Салгуеро, битолската публика ќе има прилика да ужива и во звуците на холандската пејачка со турско потекло Каршу, како и биг бендот The News Park Jazz Orchestra. Тој е еден балкански проект и внатре исто така тој е еден ансамбл, биг бенд од само жени свират и ќе биде така многу интересно, пошто исполнуваат композиции на Васил Хаджиманов, на Тони Китановски, на наши композитори и исто на француски современи композитори. Фестивалот Музика од светот веќе 8 година поред е во организација на Центарот за култура Битола со поддршка од Министерството за култура на Република Македонија.